денешната епизода ја стартуваме онака како што најавив минатата. Дали можете да замислите дека 20 евра ви се доволни за да поминете со доручек, ручек, вечера, ужинка, кафенце на островот? Можете. Може би ви изгледа чудно, може би ви изгледа малку, но со убава, економична и изменаджирана посета на ресторани, на донер, на сендвичи, на маркетчиња, може да поминете убаво еден цел ден на островот. Нормално не може да се луксузирате, но сега зборувам за некои туристи, например, доаѓаат и сакаат што поевтино да си поминат на островот. Има и некои што живеат тука, па што гледаат секој ден да им биде поевтин, за да им останат повише пари во заштедувањето. Јас направив една генерална пресметка, обично стандардно е, ако некаде одите во ресторан, без 20 евра по човек да не седнувате. И тоа е минимум, и тоа е нешто што е пристојно, ќе кажам. Но сега ќе направиме едно тестирање. Дали со 20 евра може да поминете цел ден, а да бидете најадени и напиени? Мислам дека можете. Па ќе тргнеме. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Стартуваме како за доручек со пастица. Тоа е нивно национално јадење, они се користат со тоа. Иако, па ќе кажем јас, потеклото италијанско, налик на нашиот бурек. Знаете, во Македонија кога живеевме на Сабајле, научно проводиме бурек и јогурт, они го имаат, немаат навика ова со јогурт, ама интересно изгледа и има внатре рикота, како бурече со сиренце. Мало. Едно, ова што го купив, е 40 центи. Сега, можам да купам две, тоа ќе биде 80 центи, а можам да се најдам и со едно. И во маркетот до него ќе си купам јогуртче, едно пола литар јогурт е околу 80 центи. Значи, сето тоа може да се спои во
€1, една пастица и едно јогуртче, или или две пастици и едно јогуртче, да дојде 2-2,5 евра максимум. Значи, памтете оваа сума. Како за доручек е тама. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Например, некаде околу пладне, бидејќи најчесто до пладне или до кај 1 час од попладне, насекаде низ Малта се служи можеби најнарачуваното јадење, тоа е нешто доручек, предручек или пладневно јадење. Мислам дека нема официјална статистика, ама скоро да сум сигурен дека англискиот доручек е најнарачуван во тоа време на островот. Знаете ли колку чини ова што е пред мене? 4,5 евра. А буквално за 4,5 евра, значи може да ручате и да се најадете и да чекате дури до попладне за следното јадење. Значи, оваа сума исто така ја ставам во онаа што ви реков на самиот старт на емисијата. Сега погледнете и вие проценете дали, например, ова е само еден после доручек, пладневна закуска или може би ручек. И чини, уште еднаш ќе повторам, 4,5 евра. Некаде ќе ја најдете за 5 евра, но никогаш повеќе од 5,5. Најчестата цена е токму ова, а вие погледнете и одблиску како изгледа се ова. Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Сега да расчистиме една работа да самиот старт. Не зборувам за исклучиво здрава храна, зборуваме за квалитетна, зависи во кој аспект ја гледате, но ако бараме само здравие, тогаш може и поевтино да си поминете, но сето тоа ќе мора да го правите во домашни услови. Сами да го подготвувате, бидејќи ретко кој ресторан ќе може да ви спреми, например, само домат печен, тиквичка подпечена, брокула 3 минути обарена и така натаму. Не дека го нема, го има. Но сега одам на оној друг аспект, како што кажав и во најавата на емисијата. Она што е важно и што сакам денес да ви го презентирам е и статистиката. Значи, едно е овој наш експеримент што сакаме да го прикажеме, а друго се реалните бројки. Статистиката вели нешто што не е убаво во конкретниот случај во аспект на жителите на островот и нешто што искрено мене не ме потресе, бидејќи тоа го знам и го гледам секојдневно по улицата. Генерално, да, и официјално, статистички, најдебелите луѓе живеат во земјите на Европска унија, токму во Малта. Погледнете статистиката и не ми замерувајте што реков најдебелите. Ако сакате поубаво да звучи, ќе кажам најелегантно пополнетите или најобезни жители или едноставно со најголем процент на поголема килажа од нормалното. Како и да свртите, резултатот е на крај пак истиот. 5, 4, 3, 2, 1. Start.
Сега, ако сакате да дојдете на ручек, ја сега шеширот ќе го симнам, само жените јадат со шешир, дозволено име. Ако сакате да дојдете па на ручек, еден побогат ручек, така по-стандардно, многу да не забегуваме со некои специјалитети, зашто тие се малце поскапи, нели рековме да се држиме во онаа рамка во која што ја правиме оваа експеримент емисија, дали ќе издржиме со 20 евра, за цел ден да бидеме најадени и напиени и натемпирани онака како што треба, да не сме гладни. Можете да дојдете и на 10 кебапчиња. Оваа порција од 10 кебапи, помфрит, салатичка малку и неверојатно испечен во фурна домашен леп, веќе 8 евра. Точно така. 8 евра. На овој ручек ќе додадам во сумата плюс едно еспресо или американо или турско кафе. Ако сакате да се служи и турско кафе, тоа е 1,5 евро. И 1,5 евро кисела вода, јас ја практикувам, можете и обична, или 2,5 евра голема. Значи се влегува сега во сумата и имаме уште од прилика 7-8 евра кои што ќе ни останат за вечера со сета онаа пресметка што имавме од утрината кога стартувавме со едноставниот, ефтин и лесен доручек. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Другари, на толку јадење, мислам дека за вечера ова ќе биде премногу. Посебно ова парче прекрасна пита со прас е преголемо за вечера, да бидеме искрени. Но ќе го ставам во цената и нормално дека го препорачувам, а верувајте, ако успеете да најдете простор во вашиот желудник за да го спагувате и ова после се она што го предложив, тогаш вие сте гениалец. Нема да можам да издам цела и како предлог ова парче од 3,5 евра пита со прас
е прекрасно и доволно за вечер. Значи се вклопува, се уште имаме уште еден мал простор за еден додаток. Ке останат околу евро и 80 до 2 евра на сета оваа сума што ви ја кажав, може да искористите за топка сладолед или за парче баклава, например. Или ако сакате побогато да вечерате, на ова додадете му едно парче сирење, 1 евро, или едно канче поголемо, пристојно големо, порција павлака, исто така 1 евро. Или останете на парче пита за вечера и почастете се малку заблажено со една баклава. Тоа е нешто што сепак мислам дека успешно го завршувам денот со вкупно потрошени 20 евра за доручек, пладневен ручек или закуска, ручек, вечера, измеѓу кафе, кисела вода и на крај десерт. Токму така. Точно 20 евра. Бидете ми поздравени. Уживајте, искористете го секој убав момент на островот. Островот нуди убави работи. Сега, статистиката ја видовте, кажува нешто друго, но за тоа друга тема. Ако сакате да имате здрав живот, ова тргнувам од аспект наш, малку балкански или по-европски континентален менталитет. Малтежаните бараат многу повеќе, тие сакаат обемно, големо, многу, и затоа статистиката беше онако како што ви ја покажав во средината на оваа епизода. Останува уште да видиме што е аути ин за изминатава недела. И видете ми во добро здравје. Чувајте се, ве чекам на островот, ако сакате и заедно некогаш ќе ја пробаме истата оваа гарнитура на квалитетно, добро, пристојно и ефтино поминат ден во, ќе кажам, не така малку јадење. Чао! This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast.
Let's get